На денот на пролетта, премиерот на Република Македонија Емил Димитриев оствари еднодневна работна посета на Кочани, при што направи мини обиколка на градот и се сретна со голем број граѓани и млади лица. Престојот во градот на Оризот Димитриев го започна во западниот дел на градот, каде се сретна со граѓани од ново асфалтираната улица Февруарски поход. Изминатиот период, тука во Кочани и Кочанско, владата на Република Македонија реализира голем број на проекти кои се во насока на подобрување на условите за живот на граѓаните. Тука пред се мислам на изградба на патиштата, водоводи и канализационни системи, за кои владата инвестираше околу 4 милиони евра. Тоа се проекти со кои излеговме во пресрет на потребите на граѓаните во десетици населени места во Кочани. Еден од тие проекти беше проектот за одвојување на атмосферската од фекалната канализација. Проект кој што е од големо значење за Кочани, затоа што го обезбедивме основниот предуслов за изградба на фекален колектор и пречистителна станица во градот. Владата продолжува со нови инвестиции и нови капитални проекти за граѓаните на Кочани и околните населени места. Во тој контекст сакам да ви информирам дека во следните неколку месеци се отпочнува со работа на два нови проекти кои ги ветивме и кои согласно ветеното започнуваме да ги реализираме. Двата нови проекти се во вредност од речиси 60 милиони евра, средства кои се обезбедени од владата и кои ќе бидат инвестирани тука во Кочани. Првиот проект е рехабилитација на патната делница Кочани Македонска каменица Делчево во должина од 30 километри и во вредност од 6 милиони евра, која најскоро се воведува во работа. Вториот исклучително значаен проект е изградба на новиот експресен пат Кочани-Штип во должина од 26 километри со проценета вредност од 53,4 милиони евра. Активно се работи и на процедурите и етапите за изградбата на браната Речани, проект кој што е од големо значење за водоснабдување на Кочани, Виница и целиот регион. А продолжуваме и со поддршката за земјоделците од овој регион, за кои во изминатите години исплативме околу 10 милиони евра субвенции, од кои значителна сума се однесуваат за оризопроизводителите. За изградбата на улици во повеќе делови на градот и населените места со средства од Светска банка зборуваше и градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски. Со влегувањето на градежната механизација на овој простор, општина Кочани стави крај на еден долг период во кој жителите во оваа населба живееја во кал и прав. Ваквите несоодветни услови за живот за една урбана средина како што е Кочани стануваат минато. Асфалтирањето на улиците се реализира со 61,5 милион денари од Светска банка со договор за подзаем од проектот за подобрување на општинските услуги. Рокот за враќање на средствата од кредитот е 10 години со 3 години грејс период и 1,5% годишна камата, услови кои што се мощно прифатливи за општините. Заемот од Светска банка е наменет за асфалтирање на 10 улици во вкупна должина од 3,9 километри. Од планираните досега комплетно се завршија Јанка Стоименова во Оризари, Македонска, 15 македонски корпус, дел од Разловечко востание, Димитрije Лазаров, Февруарски поход и овде 13-та македонска бригада. Преостанува да се асфалтираат Ѓорче Петров, Орце Николов, Лев и Десен крак, Пиринска и улицата 554 во Прокарка. Улиците се со различна широчина, во просек од 5 до 6 метри, со тротоарска површина од 1 до 1,5 метар. Втората станица на неговата обиколка беше трговскиот центар, каде што се сретна и разговараше со нашите млади сограѓани за суштински теми од нивното секојдневие, како што се образованието, вработувањето, забавниот и спортскиот живот. Во населбата Оризари Димитриев се сретна со жителите кои позитивно ги оценија проектите на владата за решавање на стамбеното прашање на граѓаните, за вработувањето и за изградбата на спортската сала, кејот на Оризарска река и повеќе патишта.
Потоа премиерот оствари средба со жителите на населбите Усова, Чешма и Трајаново Трло, каде во непосредна атмосфера се разговараше за локални прашања и потреби, а се проговори и за политичките случувања од аспект на работата на специјалното обвинителство, предвремените избори и действувањето на опозицијата.